Јас сум Прачко Станичо, директор на Средното општинско училиште Методист Кричо. Од срце ми е драго што денеска имам прилика со овите прекрасни гости да направиме соработка гимназијата од Гераво и гимназијата од Кочево. Две гимназии со кои што долго време имаме соработка, но таа соработка денеска званично со меморандум ќе направиме да биде уште подобра, да направиме и вие како млади луѓе, а и нашите професори заедно со нас, директорите и ръководните кадри, успееме да соработуваме во секој битно на поле, така да прво се вие помеѓу вас на некој начин најдете до кој степен сте стигнали со вашето образование, што ви фали, каде треба заеднички да го градите, да ја градите својата иднина. Благодарам многу на моите драги колеги, кои што од срце рекоа дека овој проект ќе биде во интерес на сите гимназии, а најмногу на вас учениците. Мислам дека вие ќе бидете пострек за иднината овие гимназии да успеат во источна дел на Македонија, во Македонија, а не пример. Еднаш многу ви благодарам што сте нејасно гости и што на некој начин ќе го направиме овој меморандум на заедничка соработка. Ви го замолим председател на училишната заедница да го прочита меморандум. Јас сум Радоа Канемова, којато председател на училишката заедница и сакам да ви посакам добре дојден во нашето училиште и да го прочитам меморандум за соработка. Меморандум за соработка помеѓу Средното општинско училиште Методи Димитровски Бринцо Делчево, Средното општинско училиште Ацо Русински од Берово и Средното општинско училиште Любчо Санков од Кочево. Општи одредби. Член 1. Меморандумот за соработка има цел воспоставување на соработка на полето на образованието и друга воспитна образовна работа помеѓу страните потписници. Облици и начин на соработка. Член 2. Соработката подразбира воспоставување соработка за размена на искуства со колеги, односно ученици, од средното општинско, од средните образование помеѓу страните потписнички. Размена на искуства на полето на образованието, културата и традициите во страните потписнички. Воспоставување на партнерски однос со цел на реализирање на концептите за култура, толерантност и дружество. Воспоставување на секојдневни информации од дејноста на страните потписнички во поглед на разработување и реализирање на проекти и програми од областта на образованието, како и въведување на нови образовни технологии во образовните системи на страните потписнички. Въведување на консултативни средби на ниво на ръководители на учебни програми за ниво на страните потписнички. Повикување на представници на страните потписнички за учество на образовно-практични конференции од различни области во сферата на образованието. Да се учествува со ученици од страните потписнички при пријавувањето и учеството на олимпијади, конкурси и фестивали. Организирање на бесплатно сместување и храна на учениците од страните потписнички при нивните посети на страните потписнички. Организирање на бесплатни курсеви на изучување на еден од светските јазици од страна на специјалисти, ментори за предавање на сите страни потписнички. Реширување на контактите помеѓу страните потписнички преку интернет и други форми на комуникација. Заедничка разработка и реализирање на меѓународни и домашни проекти и програми од сферата на образованието. Заедничко действување за имплементацијата на стратегија на образованието и акцентниот план за периодот од 2018 до 2025 година на Министерството за образование и наука. Да се действува на заемно запознавање на наставниците, вработените и учениците, помеѓу страните потписнички за културно-историски наследства, празници, традиции и позитивните вредности на двете страни потписнички, особено на образование, посебно на образование. Член 3. Врз основа на меморандум, страните потписнички, поаѓајќи од своите интерни правила и интереси, може да склучат посебни договори во врска со меѓународна соработка. Финансиски одредби. Член 4. Активностите и соработка не предизвикуваат никакви финансиски импликации и ги почитуваат правилата и прописите воспоставени од страните потписнички. Сите активности за кои ќе бидат
Потребни финансиски средства ќе бидат уредени со посебен договор. Дополнување и прекид. Член 5. Од овој меморандум може да биде дополнет или изменет со анекс за барање на страните подписнички. Секој од страните подписнички може да го раскине овој меморандум со писмено известување до страната подписничка 30 дена пред настанувањето на прекинот на важењето на меморандумот. Важност на меморандум. Член 6. Овој меморандум стапува на сила на денот на подпишување и ќе остане на сила додека не биде раскинат. Овој меморандум е склучен во 4 еднообразни примероци, по 2 за секоја страна подписничка. За целите и задачите од склучувањето на овој меморандум даваат безрезервна согласност и градоначалниците на општините, чии основачи се на страните подписнички на листа. Пред да го подпишеме меморандумот, благодарам председателя, јас би сакал да земам твои колеги директори, поческата гимназија. Јас сум Игор Христов, директор на Средното општинско училиште Лјупчо Сантов Почени. Што би кажам за овој меморандум за соработка, си најпозитивно. Мислам дека како представници на вашите младински организации од училиштето од кои што доаѓате, убаво е да кажеме како сето тоа започна. Во месец јуни, додека течеше државната матура 2018 година, јас се договоривме со вашиот директор господин Лјупчо Рашковски во школскиот двор на гимназијата Лјупчо Сантов и разменивме мислење, идеи како било некогаш, како е денеска и сатихме дека нашите ученици се странци во собствената држава кои што живеат на 60-70 километри, а не се познаваат, не комуницираат доволно. И проектите кои што ги нуди Министерството за образование на Бюрото за развој образование, МИО, и така натаму го заобиколуваат образованието на овој крај. Разговорот заврши на тој начин дека ќе се работува. Не се очекува, лично не очекував дека ќе ми се јави во септември месец да ми каже дека сака младинските организации од трите гимназии да бидат во тесна соработка, со тоа што ќе подпишеме меморандум за соработка и мимо надлежните институции ние да решаваме овој проблем со тоа што ќе дадеме надеж и елан град на нашите младински организации себено да соработуваат, а од друга страна пак на придобивки да имат и наставниот кадар кој што меѓу себе не се доволно познаваат, да разменуваат знаења и искуство. Го поздравувам меморандум за соработка и сметам дека по подпишувањето на истиот силата и моќта ќе биде во ваши раце, со вашите активности, а преку вашите активности наставно и ние ќе продолжуваме и се радуваме. Благодарам. Соработка за меѓу трите средни училишта во средното училиште Медицински присол во Делчево и средното училиште Лјупчо Сантов во Кочани трае вече година и пол, меѓутоа го поздравувам иницијативата на директор Пачковски, оваа соработка да се дигне на уште повисоко ниво преку подпишување на овој меморандум. Убаво слушнаме меморандумот, интензивирањето на соработката мислам дека ќе овозможи за уште подобро зближување на нашите три училишта и учениците од трите училишта. Сметам дека вака здружени ќе успееме да ги дигнеме училиштата на едно повисоко ниво и ќе успееме да аплицираме заеднички на повеќе проекти.